Нешто конкретно. Добре, ми дојдовте во уште едно издание на Нешто конкретно. Ве поздравувам од хотел Алимак, а денешната тема е една категорија која што велат дека е во изумирање. Срамот. Дали срамот стана толку редок што можеби се прераскажува како некоја урбана легенда од некои баби додека гледаат турски серии, или пак срамот толку е редок како што се ретки фиксните телефони во денешно време, например. Денеска ќе прашам и што е со образот, дали е валкан или веќе е станат ѓон. Ќе прашам и што е со туѓиот срам, дали ви служи само како забава или во суштина може да научиме нешто од него. Дали срамот умре од срам или пак веќе е преселен на социјалните мрежи, па пее, па дискутира, па се слика, па се смее, па мудрува. Во суштина ќе прашам, дали во денешно време да имаш образ е срамота или пак тоа е голем товар. Еве ги гостите кои во денешнава емисија се надевам ке го обелат образот. Кога зборуваме за срамот, образот и туѓите гафови, кој подобро да ни објасни се од човекот што не само што ги гледа тие ситуации професионално, туку знае и како психички да преживееш после нив. Денес со нас е докторот за пукнатата душа, човекот што знае што значи вистински срам и уште повеќе, што значи да го преживееш туѓиот и срам и урок. Стилист и господин Сергеј Варошлија. Неговото име се појавува со коментар за секоја општествена ситуација или интернет сензација. Таму каде е жижата, таму влегува. Перде нема, а ни влакна на јазикот. А што вели за себе? Како го чува образот и што мисли за срамот? Слушаме од јутјуберот и подкастер Стефан Лазаров. Тој е прогласен за најдобар бармен, собственик е на бар. Мешањето на алкохолни напивки му е професија, а дали фаќањето сеир и туѓи пијанства му е занимација или професионална деформација. Слушаме од Вања Головски. Таа е бивша мис Македонија со успешна кариера во Америка и во Франција како пин-ап танчерка, а сега со своја модна линија и мејкап бренд. Во моментов е посветена на заштита на лавовите во Кенија. Влагаме корација у клуб, растени со акција у худ. Соништата се големи, покрај сите порези, јас сум победник. Добре ми дошле, драги момци. Добро, најдовме. Добре те најдовме, Снежи. Со се срамот си го понесовте, со се образот или како сте ми дојдени? А кој што си има, тоа си понал. Така, од по дома. Што ви Понесовме спакува? се по нешто, да се има, да имаме убава емисија, расположена, весела. Така и на крајот да имаме нешто Ти дали си го конкретно. понесе твојот, ми интересува? Све сум понела. Штом сум ме викнала вас? Каква комбинација имаш за Не, правилно има за денес? потреба одма да превзема ситуација, сакаш да тој седна у средина. Држи го, држи Те го. прашав дали сакаш у средина. Средината е секогаш ја кај што седам. Поздравете и Кека. Сакам да кажам дека имаме и четврт гостин, односно гостинка, меѓутоа замолувам да не запознае Сергеј со неа. Ова е Кека, она е моја другарка. Моментално джетлек стасана е од LA, има ларингит, така да не може да збори, меѓутоа не сакаше да го откаже присуството, така да се потруди да е овдека, така да се што ве интересира ќе ви одговорам во нејзино име. Јас поставив Без срам. прашање. Јас сум ненормална Без срам. што е гостинкава тука или ти што ја донес? Па мислам дека сите сме малку, да не искористам погрешен збор, какви, што седиме во присуство на Кека, заради тоа што Кека е една така посебна личност и не може секој да ја разбере. Али ние дефинитивно може да ја разбереме, така да сме на искрено- граница на спектарот. Ја искрено не знаев дека Кека ќе биде тука, но Ја не Како се знам, да чувствувате? знаев. Ќе го донесевме и Кен. Снеже викаат с ким си такав си, така да. Добро. Сергеј, ајде на почеток да почнам со срамот и да прашам кој е најсрамниот тренд кој што сега се појавува на интернет. На времето беа нели тие тоа испучени усти, па не знам задници. Сега што е срамно што се појавува на интернет? За мене, јас што како сметам го- дека е срамно. Да. Па знаеш како, виж,
пак ќе ти кажам, во 21 век, преска Стефан ми се смее и ми вика, како на времето што било и како било. Не знам, за мене ништо што се појавува не може да е срамно, мене да ми е срам од нешто, на пример. Меѓутоа може да ми е срамно кога станува збор за некаква си непочит, за некакво си човечко однесување некој спрема некого, тоа ми е многу срамно, кога си невоспитан. Тоа ми е многу срамно. А некаква си интернет, TikTok, Instagram, постапка, глупирање, тоа е дел од социјалните мрежи, 21 век, да секој сака на 5 минути да добие некакво внимание по било која цена. Дали ќе биде сниман и сликан како седи на тоалет шолја, дали ќе јаде некоја храна, дали ќе се потура со истата храна. Значи, сите тоа го прават веќе од нека колективна шизофренија како да влада и да имаат потреба да се покажат на апсолутно било каков начин. Така да не знам дали е срамно, меѓутоа јас сепак тоа се содржини кои ги селектираш, одбивам да ги гледам, повеќето ги гледат ради сеир, и така и функционираат и така ради сеир, се повеќе ни се сервира таков тип на за мене бизарна содржина. Сега дали е срамно или не, али ми е многу бизарно и ми е многу ступидно. Добро. Ќе го протумачиме понатаму, ќе го протолкуваме целиот овој феномен. Значи, Стефан, колку чини еден изгубен образ? Се мери во кеш или се мери во лајкови? Не, според мене нема допирна точка лајковите со образот. Иако почнавме со зезање, јас сметам дека лично образот е нешто најбитно што еден човек треба да го има, независно дали живееме во едно минато време кога реално малку повеќе го имало образот, оној комунизам, Југославија, кој што ние како помлади го слушаме и малку повеќе се живеело за образ и за чест, отколку денеска, меѓутоа јас живеам по принципот земете ми се, меѓутоа образот не. Пред се ова е многу мал град, па и мала држава, сите се знаеме. Ама чекај, земете ми се образот, не може да ти го земе тоа сакав да прашам. Како може да ми го земат образот? Како да ти го земат? Може да ми го земат образот. Види, сам ќе си го земам на крајот денот. Меѓутоа Ти треба да дозволиш. Така е, меѓутоа може да те стават во ситуација каде што и поради некои лојални причини, нелојални причини, има ситуации кои може да ти го земат. Особено пошто е у таква бранша у која што се наоѓа, мислам дека може многу спинувано е, па сега пробале. Може да ти го земат, види. Затоа негова моќ е да може тоа да Ма и ви на Сергеј колку пати пробале, човекот си го чува образот. Снеже, во наша професија што се бавиме со ова што се бавиме и можеби има многу што сметат дека ние немаме образ. Меѓутоа тоа е лично мислење на одредена личност. А јас сега зборам, јас лично како се чувствувам, јас барем додека сметам дека образот ми е чист, знам дека ми е чист, јас сум среќен човек. Дента кога јас ќе си го изгубам на себе си образот, тогаш имам проблем. Добро, како е таму? Да, добро е. Едеш одмah жестоко почна тука. Браво. Добро. Супер прашање, одговори топ. А твоето за тебе прашањето е што ако сгрешам и те наречам шанкер наместо бармен, дали тоа е срамота за мене или за тебе? Ни за едниот, ни за другиот, пошто шанкер е македонски збор, што не опишува професијата. Стварно, не е различно? Според мене, види, луѓе сакаат да си додаваат малце додадена вредност, да имаат на тоа, бармени сме, не знам тие што. Ние служиме пијачка, ние сме на шанк, ние имаме одговорност и тоа на македонски јазик се вика шанкер. Не е уопште срамота да бидеш шанкер. Пошто знам луѓе кои што се навредуваат ако го наречеш шанкер, он ти вика јас сум бармен затоа што имам за себе искуство и знаење да не само да сервирам, туку и да миксам пијачки. Океј, Тоа е супер. миксологист. Како? Миксологист. Миксолог. Борис, ви сте? Да. Да, го имаме. Да, има терминолошки разлики као има, ама да не идеме нерди баш многу. Добро, битно ти да не се љутиш, знаеш. Уопште. Тоа ми е битното. Кој ве научи да размислувате? Знаеш како? Мислам, кој да те научи да размислуваш? Животот. Не знам. Ќе те научат прво од дома ќе те воспитуваат, не те воспитуваат да размислуваш, затоа што има луѓе што се природно ќе се родат со немаш да размислуваат, или се табули рази, или се аналфабети. Ова знае ли да размислува? Она многу размислува ако ќути. Она е многу умна, многу е паметна. Во принцип најмногу размислува. Ако тие што ќутат, верувај ми највеќе мислат, така да кека од оние надпросечно интелигентни. Мислам дека сами се учиме да размислуваме и сами се учиме
низ текот на животот, што е исправно или што е неисправно. Јас ке ти кажам, мене во начинот на размислување и на однесување и на понашање настрана од шоу-биз и естрадно понашање, тоа е една работа, меѓутоа приватно однесување или на одредени настани или дружење или како и да е, затоа никој не може да те научи како да размислиш. Може да добиеш ти некакви насоки, што е во ред или која постапка е во ред или каков разговор се води со некого. Меѓутоа, начинот на размислување мислам дека е една индивидуална творевина и микс од овој фронтален и овој заден кортекс. Добро, тебе Тука Стефан? некаде сум, се слагам и не се слагам, може да те научи да размислаш. Луѓе кои што го поминале твојот пат, искусни луѓе кои што може да те советуваат во одреден момент да ти кажат тука пази тоа, внимавај на тој човек. Во принцип и јас дозволувам да ми го креираат размислувањето единствено луѓе што се поуспешни од мене, барем за мене. Луѓе што не го поминале патот што го поминувам, а коментираат од страна, најчесто коментираат по тоа што гледаат од страна и тоа не може да го креира размислувањето. Иако се слагам со Сергеј, размислувањето најчесто го креираме од сопствени моменти, најчесто го креираме од потешки моменти, односно кога се случуваат проблеми. Затоа што кога се случуваат срекни моменти, понекогаш знаеме да бидеме слепи на проблемите, затоа што не радуваат срекните моменти. Кога ќе се случи лошото, тогаш седнаш и размислуваш за се што ти се случило и така ти се креира мислењето. Ја мислам дека има некој универзален кодекс, па самиот наш индивидуален пат, што мислиме дека е кој знае колку индивидуален, пак мислам дека е до негде и истрасиран до некаде. Така што Мислел, не мислел, ти имаш пат, а? Или не? Далеко од тоа. Збориме за тоа дека има универзални правила, има универзални некои кодекси на однесување, нешто што би требало, некои принципи. Образот не е успоставен збор од еден човек, него тоа со години се влечело. Значи честа и тоа што го збореше преска Стефан, тоа пак постои низ години. Ама тоа пак на тоа ниво за како те учеле да размислуваш, самиот живот и самите околности низ кои што луѓето поминуваат не може да одат на таа ниска граница, туку очекуваат да ти се качиш на автобусот, да веќе очекуваат од тебе дека го користиш паметот на свој начин, така да не е нешто што ако си survivor у овој денешен свет, сматрам дека треба многу почесто да размислуваш за да сватиш колку уствари влијание има тоа врз твојот живот и врз животот на другите. Сега ми дошепна. Ајде. Многу паметно кажа. Она вика дека грешките во животот те учат да размислуваш. Така. Па многу умна. Браво, Кека. Да, гледаш, немаше ги трашате. зборите, пази, зборите, она со еден збор, толку запечати, се што треба. Грешките. Не само изгледа. Ова да не е чат GPT. Дали мислеше дека изгледа го има вградено внатре? Па знаеш како по незиното животно искуство со тоа што ти кажа во најавата на бивша мис Македонија со интернационална светска кариера, има настапувано како пинап танчерка и во Холивуд, и во Франција, по кабариња, по еден сопруг, друг, молам? Јаде кашкова? Престани сега, не е тема на муабет храна. Секојаш храната тема на Снимање има утре, не може. Значи има снимање утре, има ларингит, не може да јаде ништо, не може да голта ништо, може само мене да ми шепне. Пости. Така да, она од денешна дистанца, после 3 брака, после 3 развода, после 3 брака, после 3 развода, после цел препатуван свет, после сите контакти, после чека да кажам, после сите контакти во Холивуд, она има контакти со Бред Пит, со Джордж Клуни, значи она ги има одбиено за Ocean, за филмот, за снимањето. Ги има одбиено од етички причини заради тоа што е јаде кашкавал преснето, кашкавал и фаси јаде. До 10-тиот дел снимала, а после Не тоа снимала, не. изозволила Она ради незината близина со Анџелина, со Никол Кидман, со друга холивудска банда тамо, Деми Мур, она го одбива тој проект. Емисијава ќе ја терам или Добро. Викаат дека најголемиот срам, во суштина прв пат на почеток со некои луѓе кога ќе се сретнеш, е тоа дека они немаат општа култура. Нели? Кога некого ќе му речеш нема овој ни општа култура. Што се подразбира под општа култура или и тоа некаде се изгуби? Пошто порано се знаеше од прилика што значи. Што се подразбира под општа култура? Мислам дека тука авторитетите некако го изгубија авторитетот, така да таа општа култура по дефиниција нема кој да ја наметне и да каже за незината важност.
Така да ако се врати тој некој авторитет пак на дејство, можеби би можел да збориме за некаква општа култура. Срамот со општата култура има некакви поврзани точки, ама не би рекол дека се пресудни. Ја мислам дека има општа култура, има луѓе што имаат општа култура. Сега нели ако правиме малце паралел од минатото и сега, живееме во време на социјални мрежи кога има наплив на негативни информации, луѓе што немаат општа култура и за жал ние како луѓе, како публика, како народ, секогаш повеќе се лепиме на сензационализам, на тие лошите теми и оние луѓе кои што се со општа култура, кои што сакаат да протнат паметна работа, некако не доаѓаат до израз и затоа ние цело време имаме чувство дека ние немаме општа култура. За жал, ја мислам дека се надевам дека во иднина ќе се промени тоа. Еве, можам јас да од свое лично искуство, некога сме почнале со YouTube да се бавиме, сме снимале по-детски видеа, сме се зезале, да речеме глупи видеа сме снимали, секогаш биле многу погледани отколку оние видеа кои што се базираат на историја, математика, поима немам некој тој стил. Сега како растеме, ја гледам дека луѓето сакаат да чујат нешто паметно, нешто убаво, подкастите се пример дека па и твоите емисии се пример дека луѓево им фали таа културата спа и општа култура, така што имаме, сакаме, треба да работиме на тоа. Добро, што е општа култура? Дали под општа култура се подразбира дека треба да знаеме кој е Сергеј Варушлија или треба да знаеме кој е твојот татко? Мислам дека не. Не? Добро. Мислам дека не. Тоа е више прашање на колку си информиран или колку те интересира за некого нешто. Можеби за одредени луѓе, ако прашуваш за мене, мислам дека не, меѓутоа за одредени луѓе мислам дека треба да знаеш од општа култура, на пример кој е Блаже Коневски, на пример. А за жал денешната генерација и тоа не го знае. Или од општа култура треба да знаеш кој е Јосип Брз Тито. Има луѓе, гледав некаква си анкета на Инстаграм, каде што во Хрватска ги прашуваат млади дечки, они апсолутно немаат појма што е кој е тоа. Тоа ми е мене нејасно. Општата култура, повторно ќе ти кажам, сметам дека доаѓа од домашното воспитување, заради тоа што правиш беше од шкрипи нешто? Нема култура. Нема, Општа култура нема. За однесување во емисија. Ви направив тест. Гледате како веднаш реагирате на нешто што не е општа култура? Па гледаш ли? Гледате ли? Значи ние имаме општа култура, ти немаш. Затоа во тој момент секогаш доаѓа поише до израз тој што нема општа култура. Он стално мора да ги сврти, да работите така, да изремети. Ако ќе го изреметат, не му е баш му пријатно. Да се вратам на тоа, дома те учат дали треба да правиш вака или не треба да правиш вака, дали треба да се каже добар ден на комши, дали треба да се стане на возрастен човек во автобус. Значи, зборам за оние основни некои работи. Тоа се од дома те учат. После улицата те учи на една друга култура, и улична култура, и улична некултура. Па после како некаков си адолесцент, мислам дека правиш микс од двете и знаеш кога, каде, со кого, како треба да се однесуваш. Заради тоа што она кажа, има луѓе спрема кои апсолутно треба да бидеш некогаш и некултурен во наводни. Културно, некултурен. Така те објаснив. Така пак затвори. Културно, некултурно. Ти мене или не? Да, така те објаснив. Мене ме објаснуваш? Да, не, уште не сум ја запознал. Добро, ќе идеме Па ја ти рекол да прашаш. Ќе идеме после ќе земеме со нас после. У бар идеме. Значи Сергеј е културно некултурен? Културно, некултурен. Зашто? Зашто? Да. Па мое лично мислење. Тоа е тоа. Затоа што да бидеш прво у тој свет кој што сте генерално и двајцата и ти исто. Добро. Значи да си отворен, ранлив на многу мислење од страна, што под сам чин е многу храбар. А исто кога разговараш за некој нешто што му го кажеш директно у лице, ризикуваш да го навредиш тој човек, ама тоа не е навреда на лична база, туку е нешто што јас сметам дека тој треба да го чуе и да му се тргне таа маска, дека со него се е во ред и дека не е срам тоа што го прави, него баш тоа што треба да го чуе на начин на кој што треба да го чуе. Затоа што ако е се помеко, збориме културно, нема да има таков печат. Значи, работите кои што ги кажува треба да ги сватиме советот давно. Апсолутно. Апсолутно, меѓутоа тоа зависи од оној кој што е озборуван, односно кој што е критикуван или било како. Апсолутно. Ние сме генерално као шанкери. Добро. Подложни на такви ситуации кај што обично знаеш луѓето кои што доаѓаат се
страфиме да ти го критикуваат твоето дело. Уствари не, грешиш, да, критикувај го, ја за тоа не бива. Кажете Тоа го. не сакаат критики. Е тоа. Колку и да збориме вака по емисии, па и у друштво, ако ќе кажеме, многу сакам да ме критикуваат, од критики се учи. Ама сакаш ли ти непријатни ситуации у животот? Така, не делуваат многу непријатно, Тоа е така? границата помеѓу критиката и непријатната Се слагам, ситуација. ама Тоа е како еве, ти имаш непријатна ситуација. Супер ти е тоа што ти имаш непријатна ситуација. И таа е непријатна затоа што ти викаш дека е непријатна и дека таа ти прави нешто непријатно да се осеќаш. Да. Ама повеќе добри ствари искочиле од непријатни ситуации него ли од пријатни. Тоа е факт, тоа е факт, тоа е факт. Тука е Жал, простор луѓето за- не сакаат и кога ќе ми ја кажеш критиката или ќе бидеш искрен и отворен на некоја тема, ти си лут. Ама Така е. Знаеш како, Апсолутно. мислиш, што прекинувам, се слагам со критиката, меѓутоа критиката не може у денешно време, луѓето не ќе да слушнат критика, и така ќе почнеме, луѓето не ќе да слушнат вистина. Вистина не ќе да Апсолутно слушнат, вистината не точно. може да ја поднесат луѓето. И сами за себе, и ние како јавни личности, еве Кека исто се дофрла. Значи, ние како јавни личности што сме медиумски експонирани, Вања допрва ќе биде, не е ни свесен, да после емисијава. се учиш да ги носиш критиките и работите на грб. Некако се калиш така. Затоа не може секој да се бави со оваа професија, заради тоа што утре ќе биде предмет на озборување, исмевање, на секакви некултурни, срамни, несрамни коментари. Секој ќе се зима за право те сретнал на една секунда или те видел на телевизија, секој се зема за право да формира мислење за тебе и да те критикува. Така да се вратам на критиката. Критиката е многу битна од кого доаѓа. Значи, ако јас на Вања му се мешам у тоа што најдобро знае да го прави. У коктелите. И кажам јас дека мене не ми се свиѓаат коктелите, или почнам да го критикувам како јас дома, знаеш, што убаво ова дома си правам. Исто како девојчињата, што убаво ова, од сестра ми го земав ова, од мајка ми го земав ова, братучетка ми рече топси. Не си. Затоа што си нивна, така ти рекле. Така да многу е битно критиката од кого доаѓа. Тоа кажам на почетокот, принцип. Зимај совети од луѓе кои што се враќа на кај тебе пак. Да земам да станам јас. Не, А да си ги смените местата. Од на почетокот Види, го кажал ти сам. рече, Тоа што би оне во било, ти нели? рече, центарот е таму кој што си ти, ама ќе да влече на кај бабу, да знаеш, да. Не, готово. Од сега јас извинувам Сергеј Варошлија. Како те викам господине Сергеј Варошлија? Господин Сергеј Сега си Варошлија, да. Јас мислам дека не викна во емисијава да делиме мислења. Ти си за мене секогаш ќе бидеш Стефан, али сега пошто си господин Лазаров, така да апсолутно го заслужуваш централното место. Не, бе, ќе молчам. Како Јас извинувам повторно господине Варошлија. Дали Немој се не? мало не ми замеруваат. Тие Дај бе кажи на човекот че ти Господ. Не, остави. се укочи од тебе. И она? Да. Дали имањето став за се и коментирањето е чин на бесрамност или во суштина тоа е сега нешто кое што мора да се практикува за да може да се опстане во ова денешно време? Стефан, кај тебе, пошто ти секогаш коментираш за сите, пак, да, затоа што ги коментираш и социјалните теми и реков и интернет сензациите, значи тоа ти е заради работа или Јас коментирам се што ме интересира и сакам да коментирам кога ќе почувствувам во себе, не знам, верувам дека вас ви се случило нешто да ве тангира и во моментот да почувствувате дека сакате да си споделите став и мислење. Многу пати сум размислувал на оваа тема, сум си викал да не се прави паметен на секоја тема или не се правите паметни на секоја тема. Меѓутоа на крајот денот во денешно време сведени сме на тоа да имаме своји социјални мрежи и своји профили, каде што ние ќе правиме што сакаме. Сега независно кој каква бројка има, да, бројката ти носи одговорност, но на крајот денот пак се враќа на тоа дека ако јас сакам да споделам свој став на моја мрежа, каде што јас не сум ја телевизија со национална концесија или државна фирма или треба директор да ми одобри, јас ќе го правам тоа што сакам. Како ќе реагираат луѓето, тоа е на луѓето. А дали некогаш си се срамел или си се посрамил, знаеш некаков став си изнел, па си викал што ми е ова, што ми Не сум требаше се или? срамел, туку сум си викал зашто мора да се пикам во се, зашто мора да се правам проблеми. Реално. Меѓутоа денешен аспект кој ќе се навратам, се збориме за срам. Нормално е да се видиш пред 5, 6, 10 години и си кажеш како можев ова да го правам, знаеш? Ама по друга страна
баш тоа што си го правил пред 10 години те прави тоа што си денес. Сигурно Како ќе научи да направи перфектен коктел ако претходно не го промаши 10 пати? Нели? Затоа ја многу ми свигаше тоа што кажа Сергеј, што е смешно сега? Вања ми е смешан, не ти. Многу ми Вања. се свигаше моментот дека кога зборуваше за социјалните мрежи дека не му е ништо срамно. На крајот денот јас се сложам со него дека Си изнагледал човекот што да му е срамно не, више. знаеш како Сика ова за мене. јас од секогаш сум бил со мислата и ставот дека треба да се даде шанса. Во принцип нели збориме за повеќе реално младите кои што се на почеток делуваат тие работи. Леле, ова е брука, леле, ова е срамота, како му е знаеш шова. како, не е иста тежината на бруката и на срамот кога си млад и кога си на почеток и нели подоцна кога веќе некаде ќе се етаблираш и ништо ќе направиш. Така веќе си етаблиран, значи како и да е, сносиш одговорност. Затоа зборувам дали понекогаш си се посрамил од тоа што сега си го ставил, си го споделил. Не, знаеш како пак ти кажам, срам. Баш заради тоа што нели не треба да се пикам секаде или било како. Не сум се Не си. чувствувал посрамен, мислам, да ми е срам од сам себе. Од одредени Добро. постапки никад не ти било криво. Криво и срамно има разлика, според мене. Има. Има разлика од сам Има, себе да се има. срамам од нешто сум го направил и криво ми е. Се каам. Значи има разлика од Тежок збор. е. Тежок збор е. Ова е многу тежок збор. Е, али Ама е многу вистина. Браво. Така. знаеш како мене сега пошто дискутираме и за срам и за однесување и за што и да мене друга работа сега ме интересира и да еве јас ќе ве прашам Ајде. сите. Дали колкава е одговорноста, например твоја, на Вања, на Стефан во моментов заради тоа што е влијателен и на каналот и на Инстаграмот или моја на одредени теми, да кажеме нешто или да наметнеме наше размислување колкава е одговорноста со групата на луѓе што го гледа тоа и дали сметаме дека сме одговорни, дека можеби креираме по наше мислење едно јавно мнение за одредени работи кои што можеби за сите не е исправно, да речеме. Точно. Колку си одговорен? Најодговорен. 100% сум апсолутно. одговорна за тоа што ќе го ставам на мојот Инстаграм профил и кој ќе го прифати тоа и Види, Снеже, може да за тебе тоа што е најдобро да го објавиш за некој да е срамно. И како ти Чисто нека постои, знаеш, у цело множество на индивидуи у светов. Треба да се знае дека секој индивидуа е засебно множество. И не мора тоа множество да значи дека е целокупното множество. Не значи дека неговото мислење ама порано е имало некакви најголемо. правила, некакви Апсолутно. принципи и се зборувало за усул. Така ли? Усул. Сега го нема усул. Да, Усул е али знаеш продаде како? Значи, да. Ако- Усул го продаде куќата, значи мерка, Оваа емисија- правило, принципи, било како. Така е, ама затоа се вика тоа порано. И сега треба да земеме нешто од порано што е окей, да го пренесеме така. денеска, заради тоа што ако денеска во овој контекст со се кека, се наоѓаме пред 30 години, нема да не емитува. Затоа ја прашав, значи, кога бил Варошлија председател на, како беше на радиодифузија, Да, така, да. мислам дека немаше да не пушти. Абе, Не, знаеш тогаш дека да, Дино Дворник избацува видео кај што прашува Јел знаете кој е Дино Дворник директ у центар на Загреб, луѓе вака бе, он ги прашува, никој не знае кој е. Па гледаш. Варошлија ќе не пушташе, заради тоа што Варошлија беше татко ми многу прогресивен човек, заради тоа што татко ми ја пушти 103 Така. во етер. Тие што знаат што е 103. Знаат што е така да он ке не пушташе, меѓутоа во време некаде тамо, некаде 80-90, апсолутно немаше да не пушта. Да, и ке бевме забранети. Да, добро воопшто ли да не функционираме на принципот на бунтовност и да сакаме да испробуваме нови работи кои што за многу ќе бидат срамни. На крајот денот како се креираат трендови? Со новитети, со пробување на нови нешта. Како без ризик јас ќе донесам нешто ново на сцената. Значи нормално е луѓе, нашава работа ние да не правиме понекогаш и срамни работи е невозможно. Замислете да постои буквар каде што ќе пишува прва страна прави го тоа. Не постои такво нешто. Да, ама што ти е тебе дефиниција за срамно нешто? така. Дали е срамно да нарачам срамно? порно Сега- мартини? Еве. Ама чекај, Не, еве има не, не, само одбери која глумица сакаш. Абе види, има еден генерацијски јас на луѓе кои што сега може си седат и сега некој си размислува како не е срамно овие четворица да седат со Точно, куклова да, емисија. да седат со кукло и вака да зборува. За мене се зезаме опуштена забавна емисија. Некоја девојка што се снима на OnlyFans и си праќа голи слики, за мене може би е срамно или за тебе или за било кој друг, меѓутоа има друга публика која што тоа го смета за И уметност. сметката у банка ја неа пуна и
и е гајле. И она за 3 години фити. Знаеш како, ја Тоа е мислам моментот, дека до каде ќе ти оди душата за пари? Каде ете така. Секој има цена. А душата има ли цена, дечки? гледај како Гледаш ли? Не би требало. Од општа култура ми се прашањава. Ја па многу сакам на вакви тешки прашања да и да дискутирам и да разменувам мислења и се тоа, само што форматот во кој што све ова треба да е склопено, не знам колку ни дозволува да се... Затоа што ова е многу филозофско-психолошко прашање, многу сериозно прашање. Сериозно. Така да морам да гледам у тебе или да гледам у камера, да не ги погледам овие двајца, за да не излезам од контекст. Добро, стварно го кажа, стварно си одам од емисија. Абе, кој ти рече да станеш? Муабет некаш да ми правиш, некаш да ме гледаш. О, дечкова не е добар. Чекај, кога сме кај општата култура да се навратам, тебе те викаат. Да се прскаме со света вода тука да... Кај си е тоа што чадиш? Тоа се чадев надвор. Веруваш ли во уроци на Чадеш. вистина, дали постојат уроци, Сергеј? Кажи ги си. Ова е боле од... Ке ти ја полијам чашата, стварно ке ти се... Готово. Еднаш ка пие вода ми Немој да закочи у возење да се потурам. За разлика од претходното прашање што го кажа, што е многу добро, Дали душата рековме има да не цена? навлагаме, дали постојат уроци. Јас ги викам, јас го кажувам тоа така да изгледа тоа смешно. Меѓутоа, секаде, луѓето кој од забава, дали се у Македонија, дали се на Балкан, дали се во Европа, секаде луѓето у наводници колнат. Колнат. Или пцуе, така. Да. Сега, некој возење ќе каже тарара, или некој си додека работи ќе рече ај тргни ми се тарара. Меѓутоа има врска од кои причини го правиш тоа, како се у животот, од кои причини, од какви очекувања нешто правиш. Меѓутоа, мене животното искуство ми покажало дека дефинитивно има луѓе што тоа го прават со многу лоша мисла и со многу негативна енергија. А ти кога имаш концентрација на негативна енергија спрема нешто, значи тука нема никаква си филозофија, тука не станува збор нити за бајачки, нити не знам си какви глупости. Сега ми е јасен твојот концепт. Него Кога он имаш- ги коментира, оние вака е облечен, онака е облечен и после вика кади со тоа за да не му се врати клетвата натаму. Така ли е? Па, не, види, и така е. Брковите го штиват од клетвите. Брковите ме штидат На зато му сантени. за да фаќам сигнали. Така да има уроци, Има уроци, дефинитивно верувам. има уроци заради тоа што луѓето секогаш ќе се најде некаква си безпредметна будала позади камера или позади компјутер или позади неговиот Инстаграм профил, кој ќе рече што се замислува овој дека е, од каде му е на овој се алиштата, од каде му се на овој парите, зошто овој мисли дека е ваков, да цркне, ваков, таков, онаков. И јас лично познавам луѓе што Да. од душа колнат, што се завидливи. Завидливоста е најголемиот вид на урок. Кога некој ти е завидлив, тоа е за мене најстрашната работа. Не можам ја да сум завидлив на Стефан успехот. Значи не можам, го знам Стефан од кога бил дете, буквално можам да кажам. Јас од денес на дистанца, јас само можам многу да се радувам на неговиот успех. Не можам да му бидам завидлив. Не можам ја да му викам на Стефан, ти си успешен ради мене. Да. Не е нормално. Ти урочен ли си? Некогаш си се почувствувал дека имаш мега урочен си, ја? Не постои човек у Македонија изминатите 4 години на кои што му се случиле волку проблеми како на мене. Да, тоа го Не гледам. постои. Види, можеби е во мене, можеби не е, можеби е трапавост, можеби е брзоплетост, не знам што е, или пак можеби е што работам едноставно. Знаеш како викаат, човек што работи греши. Тој греши, да. Дали сум урочен, Сергеј дај со тоа. Дај кажи дали е урочен или не е урочен. Така, тврдим се. А да ти фрлам од водата, така, ја мислам со вино да ти испускам. Ајде. Така. Па знаеш што, она Урочен ли е? Ти делува ли дека е урочен? На моменти. На моменти мене ми делува. Да. Не на моменти, на многу моменти. И не само он, и јас, а и Вања до тебе е урочен. Само Вања другачи знае да го избие урокот. Он од високо го гледа урокот, од 2 и 4. Од кека контакт. Значи, еве ти ја кека, у реду, еве, се слага со тебе и она е урочена, затоа ја урочила авион, затоа фати ларингит. Кажи се и тука, и цвеќето на место рака го ставила на гради. Мислам како се облекла кека, али добро, нема веза. Од друг свет доаѓа она Види, каде она е што мисица и вака на му да Македонија. не бивша Она треба да мисица на знае. Македонија. Постарела. Бивша. Има зашо е бивша.
Ти урочан. Добро, чекај. Стефан, Ајде, слушам за Стефан. Не сакам да кога некого го познаваш приватно. Не сакам тоа да го споделувам пред него или пред некаков се аудиториум, меѓутоа пошто ме прашуваш ќе го направам тоа. Он е суштински толку добро суштество, human being, тоа не го гледа никој, заради тоа што и не треба да го гледа. Не Па, треба он не да сака знае. тоа да го видиме Па и ние. не треба, заради тоа што тоа е дел и од ова е неговата фасада. Јас знам како што ова е на мене мојата фасада, ја тоа го кажам што сум ја градил со години. Да изгледаш недостапно, да изгледаш малку, да имат луѓето гард, да не можат да дојдат до твојата суштина, заради тоа што им дозволиш да дојдат до твојата природа, имаат едноставно потреба да ти цвикнат таму каде што си најтенок. Човекова природа е повторната. Така да е урочен, али јас пак ќе му кажам, него јас мислам дека него стварно Господ многу го сака, што секогаш му ги мести работите, дури и грешките и убавите работи му ги пласира онака како што треба. Колку и да грешиш во животот, кога си добар човек, не зборам за мене, кога не им наштетуваш на луѓето до тебе приватно, не им го уништуваш животот, гори надгледај ќе ти врати на добро. Така што бидете добри луѓе. Кој гледа? Горниот. Добро, и Сергеј гледа исто. Добро. Снимаме шобле кој Сергеј гледа. Да. Добро. Али не знам зашто Стефан е заруменет. Па не знам зашто. Не знам зашто. Вара други или водокуклата Добро. не работи. Рано сум стара да се спие. Мислам дека од после емисијава онака ќе имаме заедничка водокукла, ќе ни никнат по 7 чира на фаца, пошто за поевтино, сваќаш кај нас за поевтино на една кукла прават еден урок. Онака една кукла за тројцата и ќе ја бодат со игли, ќе ја кълнат. Сега кој кај ќе го фати нешто од иста кукла. Ќе видиме ја кај. Кај ти е врзано? Достај се, ти не прашај. Сега мораш да ми кажеш кончето Не морам ништо да ти кажам. Зашто? Срам да ти е што прашаш. Ама мораше да го послушаш Не ми да е се срам. пресоблечеш. И не се пресоблек. Ја дополни твојата гардероба. Да, успеа, да. Не видам со голи раце. Што е поголема срамота, Вања? Пијана мажена жена, кај тебе на шанк, или пијан владин функционер? Ау, Ајде и ќе одиме на реклами, кажи. ау. Што е поголема срамота? Ова е единствено нешто Конкретно конкретно. не може да биде. По-конкретно не може да биде. Види, двете се неминовен факт што постои, само што Жена функционер. да. Пијана жена, владин функционер. Мажена. Пијана жена зависи Швалерка да ти се. биде, тоа е. Да. Зависи. Значи, пијана мажена жена. Така зборуваме едната. Пијана мажена жена која годишта? 82. 82. Која си ти? 80? Не прашај. Многу тешко прашање ме постави, ама мислам дека двете си се Ајде без пил да тешки ти. за хендлување. Ама што е посрамотета, вака да го гледаш? А не е срамота, бе, зашо? Срамота е на келнерот што ги дозволи да се начукаат. На келнерот. Срамота е за келнерот што дозволил. Значи, ние зошто? имаме голема одговорност. Имаме голема одговорност. Нема да Вака му стојат даеш да ти работите. плати? Не, ќе му даеш да ти плати. Вака Не стојат разбирам. работите. Значи, без разлика дека сите одиме у бар со иницијалната Добро. идеја да се напиеме нешто. Суштината на пијачката е да ти помогне да ти да се опуштиш и поубаво да се осеќаш. Кај различни луѓе толеранцијата е различна, ама она што никој не го сака е баш тоа што го каже. Дали бил пијан функционер, пијана мажена жена и така дале. Колку и да е хумористично, никој не го сака тој дел, затоа што алкохолот е пак нешто што ти прави да се осеќаш ти кај што не си свој. Добро. Сега, двете имаат огромен потенцијал да бидат катастрофа. Со тоа што пијаната жена може многу подобро да си помене отколку функционерот. Али од друга страна и функционерот може да се усреќи. Никош не знаеш. Добро. Некој тоа одговорат. Добро, а за ова... Зависи кој како се усрекува. Да, нема врска, ама пијаната е храброст само по себе. Добро, сакаш да ми кажеш дека ти имаш право да му кажеш на некого, извини, доста ти е, не би те служел повеќе? Ти Мислам, не имаш летвоса, нели? одговорност да ја адресираш ситуацијата. А сега немаш право да му ограничиш Затоа на човек. викам.
Во некои си системи, да, имаш право да му ограничиш на човек, да кажеш да, и можеш. Политиката на барот може да одлучи не служиме пијани гости. И Добро. во зависно од публиката, зависно не Ама да ни зависи прашуваме колку што е пиеш. пијан, Што ги зависи правам у колку бар? е пијан. Што ќе правиш Чудно бар, ми не лежи. знам, различни причи. Може ги бараш луѓе за подкаст, ама знаеш како, може ги бараш луѓе за подкаст пијани гости, да. Ти ги снимаш на телефон за Пијан стори. функционер. Зависи. Знаеш како, местото, ќе го спомнам, Джез Бина бар, Добро. не е такво место каде што доаѓаат влечкурди. Каде што доаѓаат дрпаници, каде што доаѓаат распади од оние влечкурди. Кај ги измислаш изрази? ги Ови шилјо измислувам, Курани брака, ми ти. се уисти. Влеч уисти курди. дел. Влеч курди. Ова е Значи, шит. доаѓаат таков тип на луѓе, кога дискутираме сега, мислиме дека кај Вања на бар ќе има некој паднат на шанк, со лига што звери со пола уста, као да е удрен и со, не знам се каква пијачка, тука као да има мозочен удар. Парализа Прво, не фацијалис. доаѓаат со фацијалис. Пареза фацијалис, да. Така да не доаѓаат тој тип на луѓе што ќе си Добро, хипотетички што ќе беше направат од прашањето. себе онака тотален неред. Остај се една слободна Непријатен интерпретација. за гледање, заради тоа што одам тама, сум гостин и гледам какви луѓе. Да. А, Ама доаѓаат. пак е тренингот на луѓето, затоа што тоа е хазард за сите останати. Така да поубаво е поконтролирано Прашање ситуација. направивте. Не знам што направи. Филозофија кажи, брат, функционерот или жената? ја не Кој знам. е, еве, кажи Стефан, одговори кратко и јасно, кој е посрамота? По срамота? Да. Функционер. Функционерот е Ќе по ставиме срамота. тастер. Ставаме тастер, ти биди спремен. Кога ќе стиснам тастерот, дојде интервјуирај ги Прво тебе двајца. сакам, брат. Ама после слеже дека го пусти интервјуто. После 2 недели Пази од што си пуштање. Пази што си Фати го тајмлајнот. Фати го тајмлајнот. Добро, да одмориме малце со реклами, па ќе се вратиме. Може ли? 2 минути реклами и се враќаме. Ајде. Само нека прозвучи нешто конкретно. И се вративме после рекламите. Срам, не срам, продолжуваме дискусијата. Да, свежо, вака освежено. Дали до сега мислите дека го обеливме образот на темата или не? Па не знам дали сме го белили образот, нити може би треба да го белуваме, меѓутоа дадовме наше мислење, такви какви што сме, на кого влијателни, на кого не влијателни, си кажавме тоа што го мислиме и мислам дека е сосема онака доволно. Добро, ајде сега да видиме големите мудреци што кажале или народниве поговорки, па да видиме дали тука нешто може да искоментираме. Ајде на сите пренесе и сакаш и на кека земи едно и за неа. ќе земам. Да, да иземеш, 4 има. Да видиме, ајде на тема срам. Еве ова ќе го дам на кека. Што е поентава? Еве ти ќе. Еве, читаш и коментираш. Што си сватил? Ајде. Вања прв. Ајде, Вања, што пишува кај тебе? Овде е срамота да си тажен и несреќен, да си болен или сиромашен, ама не е срамота да си будала. Така ли е? Ми фалат неколку запирки во реченицава, ама пробав да го интерпретирам како што е пишано. И што викаш? Држи вода ова или нема благе вести? Тажен и несреќен, да си болен или сиромашен, ама не е срамота да си будала. Искрено ова не е срамота да си будала, може и мое урочено нешто. Чекај тебе. Номини Падри, Нема да менеме напред. Спириту Санти, Ама со Амен. ова, со ова. Тебе посебно мора. Пред У секое очи. зборење тебе мора. Не е срамота да си будала, сите сме биле будали некојаш у животот. Добро. Сега веќе не сме. Закон. Сега више тоа и е потврдено. Добро. Ајде, Стефан? Славата е минлива, срамот е вечен. Те најде. Кај ме најдовте мене вакви паметни Тако се мисли? извлече. Ај чека пред да Славата е одговориш. минлива, срамот е вечен. И номини Падри, Јас знаеш, и ти, знаете и по која Спириту Санти, дивизија се водам Амен. во животот? Доволно? Да. Фала. По која дивизија се водам? Животот е еден, наше, и треба да го живееме по собствени правила. Да правиме тоа што не радува, тоа што не прави среќен, мене, тоа што не исполнува, и да не дозволиме да ни влијаат туги обвинувања, осудувања и другите луѓе да ни го креираат животот. Така што, ако направам срамна работа, и тоа сум јас. Значи, поентата во животот е да се покаеш, но да не
да не се осудуваш сам себе, затоа што некогаш и грешките, не некогаш, туку секогаш грешките ќе ти помогнат. Така што, луѓе, живејте си го животот, понекогаш и да направите грешка, не е срамота. Лайк и subscribe. Добро. Лайк и subscribe. Идемо. Добро. Ајде. Јас имам фалењето е почеток на срамотата. Ако се фалиш, демек, тоа више. Па знаеш како, не знам дали е срамно сам да се фалиш, поготово ако тоа доаѓа од некое од каде, зашто се фалиш. Многу е поубаво други кога зборуваат за тебе кога те фалат. Не мислам дека е срамно да се фалиш сам себе, колку што мислам дека е ступидно, мислам дека е бизарно и мислам дека тоа го прават луѓе кои нема кој друг да каже убаво нешто за нив, па мораат сами Ти го овој? да се фалат. Како? Овој се фали ли? Не бе, ја го фалев до преска. Добро. Онда ли се фали? Не. Зашто мора сега мобед ја? Ја не се слагам со тебе. Зашто? Сматрам дека ако колата не ти работи на раскрсница си само сам, валја ти ќе пробаш прв да се подбутнеш да запали. Така да окей, нека да се пофалиш, да им даеш друга димензија на луѓето за тоа што уствари си. Без разлика како те гледаат дали те осудуваат или не. Ти држи. Му држи. Ете тоа, браво. Еве ви дополнително. Ај чека да видиме. Кажи. Кога работата си тера природно, кога едноставното не знам функционира, луѓето го приметуваат и некогаш не треба да им кажеш дека тоа е добро. Едноставно е добро и ти можеш да кажеш 100 пати јас сум најдобар, јас сум најгледан, јас сум најубав, јас сум најпаметен. Брат, извини, ама не си. Не и се падна, вика, не е срамота да си сиромашен, срамота е да си ефтин. Така, шо мислиш ти, Кека, на ова? Кои се ефтини човеци? Чекај, морам да ми кажеш. Ама има на микрофон. Не. Има ларингит. Ќе гребе по звучници. И ние четам, дали ова срамота вака, ние да седаме да гледаме возрастни луѓе, Значи, не да е гледаме срамота. како Сергеј зборува со кукла и да му кажеме, Сергеј, Па не е срамота, Не е Сергеј. Што си има направено в животот до кукла? Со куклата. Welcome to the club. Размислуваше 4 секунди како да ми врати. Не бе ни 4. така, Она вика дека најстрашно е дека сиромаштијата или материјалната добробит, во која што нема ништо лошо и сите ја уживаме кој повеќе или кој помалку, нема ништо лошо во тоа. Меѓутоа, ако си ефтин како човек, сите материјални добрати се џабе. Дека си онака скапаница, дека си трул и по автоматизам си ефтин. Јована Јеремич да ми ја искоментираш, господине. Дали Јована Јеремич е феноменот на денешниот срам или феноменот на туѓиот срам? Па знаеш како такви, како... Дефинирај ми ја Јована И Јеремич. боле што не знаеш. Водителка. Мислам. На пинк водител. плавата? Плавата. Леле, Што така изреагира? леле, како бе брат што изреагира? Добро, не врска, гледаност. Пинк. не е само она. Она е некако како Али- феномен, како предводник. Како Чекај малце, срамота е да си Јована Јеремич Не, поведе снежно? прашувам дали Ти е што мислиш? срамота. Чекај да ми одговори човеков. Овој пас почна со коментарите. Јас ќе ти Јас кажам. кога ја гледам нејза, не знам дали она е сериозна, често се прашувам. Дали е сериозна во тоа што го зборува и така како што се однесува, дали тоа го прави намерно или тоа го прави ненамерно. Ако е намерно, ќе разберам. Апсолутно сечи однесување, заради тоа што има многу луѓе што намерно се однесуваат така како што се однесуваат, заради тоа што тоа им носи публицитет, публика, внимание, сеир, гледаност, финансии. Да бе, 3 пати да го види видеото. Апсолутно. И едноставно се претвараш од таа една играш улога некаква и ќе играш улогата се додека ти проаѓа таа улога и додека има публика за тебе. Ама ако тоа не е улога, тука стварно не знам. Не Не знам може што. да тоа да улога, бе, Сергеј. Не може да улога, ја Како може мислам тоа дека да не е улога. углумиче? Не, ако Мислам го дека глуми не. свака част. Види, И јас сум го помислил истото и свака и част. Ако го глуми, само нека ни пушти една порака Телеграм. Сакам да Дека си... Сите само ве да зезам. пише Тоа е глумам, храброст, да, луѓе. сите ве зезам. Тоа е храброст. Абе, која Свака храброст? част. Да, апсолутно. Дали јас мислам дека тоа е бесрамност.
Дека она е оперирана од секаков срам од било што. Затоа и ја спомнуваме во Па не, она треба да биде оперирана. Сакаме да Оперирана е од срам Не, комплетно. Не, она треба да биде оперирана дополнително. На кој дел? Да го сменат чипот, онака да вратат некако во да Бил Гейтс да се јави на главна некако каса. да се најде баланс помеѓу кека и значи мислам дека е сгрешен е чипот тука. Мислам дека кога отиде на инаугурација у Америка, мислам дека ставија и убација онака лоша картица онака некако. Лош чип и ставија Ерор чип. да ја појача уште Ти каже појака. Јована? Јас стигнав до Америка, вие не. И тоа држи вода, Ќе да. биде. И со? И шо? Стигнало до Што ти Америка. стигнала? Што ти Сори, стигнало до Америка? Ама тие што не стигнале до Америка, што сакаат до Америка да стигнат, ќе бидат. Па можда и не Тако би е, сакам бре. да стасам у Америка. Ба ти остај за тебе. Збориме за другава публика. Тако е бре, Јоки. Значи, Србија како пазар, како шоу бизнес сцена, реално ти дозволува се. Значи се, има многу полуди работи од тоа што го Кај нас прави ќе помине Јована Јеремич? Кај нас ќе помине ултра гледано Јована Јеремич. Сериозно? Ние сме исти како Србија. Биталитет, ние сакаме. Па да такви почнам работи. да се однесувам како Јована Јеремич. Немојте, молам, доста. Стани на масава сега, направи салто и емисијава ќе има 500 Не знам салто да направам, ни па Снеже, шпага. да не се правиме, ти си дупло повеќе и 3 пати повеќе од мене у бизнисот. Значи, луѓето сакаат луѓето сакаат да гледаат необични работи, најчесто луѓе кои што зборат тотално неповрзани. Ама мене ми е срам тоа да го знаеш направам. како Стефан? Се срам или не срам, кој како се Ај сега осеќа вака. во своето тело убаво. Ај сега вака, денешниот начин, Снеже ќе се сложи, верувам со мене, денешниот начин на водење на шоу бизнис по секоја цена, дека Снеже или Кека или која и да е, или кој и да е, ти дали мислиш дека нема да биде твојот подкаст пута 100 погледан, ти да го водиш по гаки, и да тверкаш на маса и да пееш Бразил од Baby Doll. Ја не би го ни отворил. Се гледа дупло боиш. Ама ради кои причини? И сега, Вистинската причина. јас доаѓам од и ради кои причини и што ти нудиш? Тогаш имаш циркуски шатор отвори. Па најми такви луѓе, па Јас дека тоа е правилно или неправилно, тоа е реалност. Јас Сакате така ти вие кажам. сложите се или не, луѓето Сега јас сакаат да како гледаат бабите, синко. Ја доаѓам од време кога и во Сега бе, што прави? Сега не го правеше ти тоа, меѓутоа твојата емисија беше реално најгледана затоа што правеше необични работи, се качуваше, кршеше, маваше, лупаше, се изразуваше Збориме за по Јована необично. Јеремич. Ја мислам дека неговата Не, емисија, ја мислам дека неговата емисија беше гледана затоа што пак тоа луѓето сеирот го гледа затоа што е сепак вистини. Го правеше квалитетно, Ама за- многу на ниво, ама вметнуваше некои необични Драма, работи да, на да, водење, тоа значи, да, нема тоа како да. него, автентичен. Да, балонот, Мадона, Справеше шоу, шиклата, да. Океј, добро, Знаеш театрално. како, едно е да е тоа стендап комично шоу, а друго да е трагично и бизарно, Да, така. без респект спрема сам Да е себе тоа и без природно да и респект доаѓа према така. овако. Пак ќе ти кажам, доаѓам од време каде што во Југославија имало сериозна продукција, имало многу квалитетни и автори и шоу емисии. Меѓутоа, не било ништо бизарно и не било ништо толку ступидно. Онака, заради тоа што за жал во денешно време кај нас телевизијата изумира, заради тоа што се сведува на многу лоши реалити шоуа, на луѓе кои што се спремни да ги изедат сите овие кашкавали, па после тоа да имаат пробава да се продрснат во ова и тоа да го покажат на камера заради тоа што носи гледаност. И не е проблем во тоа што тие сакаат да го направат тоа. Проблем е позади тоа што има огромен аудиториум што сака да гледа нечии фекалии. Дали сака или се навикнати само да ги гледаат затоа што се програмира Сакаат. мозок? Сакаат, мислиш? Ја мислам дека е малце попрограмирано од тоа. Не мислам дека е баш Што сакаат, ти се- сакаат, да, ако ги да, прашаш да. и она Па да нема ги што друго да отргнеш. гледам, ќе рече. А што друго да гледам? Да, не знам, Тоа ми мислам е, дека да, она да, као да. навикнати се сега одеднаш да почне видео со драма. Па затоа што Пошто тој ако бил сега бран. вратиш, ја например сум голем филмоман. Ако ги вратиш сега филмовите што траат 3,5 сати, Once Upon a Time in Hollywood рецимо, и ти го добиваш целото действие кое што трае 3,5 сати, не си навикнат, ја нема таа драма, кик, кај што паѓа овојот Space Shuttle, па сега сцената на Mission Impossible со авионот му трае 4 минути. Ме разбираш, него кај нив действието трае.
трае. Ме разбираш, кога го нема онај инстант допамин раш, него го има нешто што трае, што уствари е некое отсликување на живот некаков колку е Публика за широк. сите сфери, значи некој што ги водиш. Затоа се дели публиката. Факт е дека луѓето се лепат на трагедии, на драми, на караници, на такви гледаност, меѓутоа апсолутно дека има луѓе кои што си ценат квалитет, сакаат квалитет и гледаат квалитет. Така што на крајот денот и самата гранка шоу бизнис понекогаш ти налага да бидеш необичен. Сега Ама каде? До кога? До каде? До каде? И до каде? И по која цена? И до каде ќе бидеш ти необичен? Индивидуално, Сергеј, тоа што за тебе ниво може за некој да биде овој ненормален што прави. Значи, затоа пак се враќаме на моментот дека оваа работа се сведува на тоа како се чувствуваш и дали како ја правиш. Сведува на лајко и на кеш, да ви кажам. На тоа се сведува работава. Знаеш како сите мислат? Нема друго. За да трае подолго. За да трае подолго, толку е. Во денешно време, во време на интернет, во време на развиена технологија, сите мислат дека одиме многу напред. Така. Јас мислам дека, Тоа ми е последното заклучок. пријатели, драги мои, не одиме уопште напред. Чувај си ја мислата, тоа ми е заклучокот, точно ми е така поставено прашањето. За да ви дадам подароци сега, значи на вас сум ви поделила и кека ќе си има подароци, да знаете. Што убави поклони, да. Гледате дека, значи, Немам јас толку пари како Снежа. А кај знаеш што ти чути значи Natural Therapy, овде имаш и сокчења, имаш и витамини, Сара повели. Fashion Home им правев јас giveaway и многу се квалитетни и голем поздрав до Сара Fashion Home. Сара Fashion за чија тебе, терапија? повели. Сара Значи Fashion. вака, Не имате Сара Fashion, прохигиена, Сара Сара Fashion Fashion Home, да. Инаку кека е по потекло од Сара Fashion, да знаете, од таму ја, од излогот на Сара Fashion. Да Леле, знаете. тачно работи кои што ми Прохигиена, треба. значи за чистење овде имате, да знаете, момци домакини, повелете. Браво. Кенди, да видам што ви спакувале овде кенди. Аха, добро. Кога рековме за пробава, односно за добро варење, да знаете, пробиотик, кенди. Тоа на Сергеј. Да, за здрави треба. Не, дајте на кукла. Дајте на кукла да ќе затреба. Осоговски млечни производи за вас. Повелете, ако не сте ги пробале, можете да ги пробате и овде. И Ладрија, значи хрватски бренд кој што неодамна е на нашиот пазар, значи повели ќе подариш на твојата понежна половина. Ја имате сите. Дај му да го лапне кашкавалчето. Ти наредувам. Така, браво се зема. И се извади рилот ова и доле коментари. Па што, си го лапне Видиш што преубави кашкавалчето. поклони даде, во дека тебе подкаст ништо не дава. Mint Fintech групацијата исто така имаат едно мало подарочче за вас. Вие можете да ја даунлодирате нивната апликација за патување, за осигурување и имам нови Mint? работи. Да. Значи, Оксизен хипербарна комора, можете да дојдете, да проверите како ќе се чувствувате, значи за добра енергија, за здравје, дојдам за одма да на тоа. дојдеш. Еве имате ваучер. Нему на Сергеј И? 3 ќе му треба. Ќе дојде на За мене ќе ми треба такви Ќе дете. дојдете Urban Live 25%, можете да си одберете и тука урбана опрема, све имате. Добро бе, Снежа, јас стварно мислам дека имам многу спонзори, ба ти си добра. Појши имаш. Види Бројот се сега, збори. само Значи за секунда. следна сезона треба да работам појши. И јас сум бил гледан. Стефан, ме викаш? Тоа е, Помоди. значи, гледаноста или кешот го прави човек поуспешен? А? Нека Кешот. понуди. Кешот ли е? Добро, окей, сме решиле. Па јас знам луѓе со кеш се сконака катастрофално Добро бе, неуспешни. Сергеј, нема на секоја треба да филозофираме, сега се зезам. Добро, извини вак. Не стварно кешот не е репер за парите, не се репер за успех. Последното прашање е вака. Тргна натаму, а во суштина таков ми беше и заклучокот. Ако срамот е исчезнат, скромноста е замрена, образот се распродаде, тогаш дали се уште веруваме дека човештвото оди напред? Ја мислам дека само вредностите се испореметени, каде што срамот е замрен. Тоа значи дека луѓето кои што се нескромни немаат, најчесто нескромноста доаѓа од тоа што се испромовирани погрешни вредности, а скромноста доаѓа кај луѓето кои што заправо имаат што да кажат, ама не сакаат да се стават на платформата со истите луѓе кои што едноставно не ги поддржуваат. И така да вредноста нивна не може да дојде до израз, затоа што други мерливи единици играат улога за успешноста на нечив збор, наспроти оној кој што заправо вреди нешто да каже.
Значи напредуваме како човештво или не? Или не? Не мислам дека напредуваме како човештво и би сакал еден мастер ресет. Одлично, добро. Јас се уште сакам да верувам дека постојат луѓе со образ и со морални вредности и луѓе кои што знаат што е правилно, а што не е. Да, многу е полесно секогаш да ја гледаме негативната страна на животот, меѓутоа јас сакам да ја гледам позитивната, има и такви и такви. Дали одиме кон подобро или не, кон нешто да, кон нешто не. Што нормално е во секоја работа да има позитивни и негативни страни. Да речеме дека технолошки одиме многу напред. Ама човештвото? Човештвото, па знаеш како, пак се сведува на моментот на има и такви и такви. Денеска можеме да видиме и сиромашни и нечестни луѓе, можеме да видиме и богати и нечестни луѓе и обратно. На крајот од денот секој треба да работи на себе за да стане подобар човек сам за себе, така ќе искреираме подобро човештво. Не треба да се враќаме постојано назад и да веруваме дека моминатото било подобро, не, дај да видиме што ни носи днината, а да бидеме и добри луѓе при тоа. Добро, ајде. Докторе, завршете. Докторе. Многу сакам што он кажува дека треба да ги гледаме позитивните работи. И апсолутно треба да ги гледаме позитивните работи. Меѓутоа, пред се треба да гледаме реалноста. Сега, не можеш ти на реалноста да се вика реалност, исто како вистината, онака кога е сирова, не може вистината да биде позитивна, не е секогаш убава, не е секогаш реалноста позитивна или не е негативна, него и се зима на реалниот некој просек. И многу сакам што он полн со елан и амбициозан и со верба во human race, го кажува тоа што го кажува, меѓутоа јас сметам дека од денешна дистанца во време на 21 век. Сега често се прашувам себе си дали луѓето што доживеале транзиција од 19 према 20 век размислувале слично или од 18 према 19, заради тоа што секоја транзиција од век во век е дефинитивно историски гледано многу кризна и се јавува една дупка и е проблематичен и историјата се повторува, има пандемии, има чуда, има глупости, има револуции, све има и има една колективна шизофренија и после некако луѓето успеваат да излезат од сето тоа. Да скратам, јас мислам дека буквално ради тоа што се ни е достапно, развојот на технологијата исто така сметам дека може да оди во погрешен начин, заради тоа што повторно тоа се овој уред можеш да го користиш ти позитивно е да биде во функција или да го злоупотребиш, за да му наштетиш на некого. Позитивно е да му напишеш на некого те сакам, а негативно е да му кажеш нели да го опцуеш. И тоа е. А ретко денеска на кого кој кажува те сакам, него почесто сакаат нели да даваат мислења за кои што не се ни прашани. Така да сметам дека одиме многу назад. Сите мислат дека одиме напред, меѓутоа мислам дека ние како хумани битија што имаме еволуција од 4 билиони, претпоставам, години, дека за жал несвесно одиме наназад со надежда и со мислата дека ако технологијата оди напред, дека одиме напред. Не. Ја мислам дека не одиме напред, дека одиме многу наназад, заради тоа што паралелно, гледајќи колку новиот век, почетокот на новиот век ни носи еден просперитет во одредени работи, многу други битни работи одат онака сериозно наназад. Така да добро, за крај 3 работи, кои 3 пијачки не треба да ги мешаме? Никогаш. 1, 2, 3. 3 пијачки што не треба да ги мешаме. Размисли кои 3 работи не треба да се кажуваат никогаш во јавност, кои 3 работи никогаш не треба да се комбинираат. И ќе одјавувам. Дај ми секунда. Само стану Ти даваме конкретно 3 пијачки. 3. Да. Да. Значи не знам ако си почнал со пиво, со вино, со овакво 3 работи. Добро. Не треба да се мешаат никогаш во една вечер. Ја поише филозофски беа затерал работа, ама ајде да бидеме нешто конкретно. Конкретно на крај да завршиме. И сечното монтажа. Да, сигурно. Дрпнат. Ајде, супер варијанта. Пиво, Белис и вино. Да не се мешаат Да никогаш не се мешаат. во една вечер. Добро. Кои 3 работи не треба никогаш да се кажуваат во јавност? Па колку пари имаш?
никогаш не треба да ги споделуваш следните чекори Добро. и стварно не ми текна трета. Со кого спиеш, вајда не треба да По кажеш. принцип, ја кажувам се јавно и по себе си кога се волам, јас живам јавен живот од почетокот. По принцип, не треба реално да се покажуваш приватноста за да бидеш успешен во бизнис поле, меѓутоа ја работам сосема друга работа и ја покажувам приватноста и тоа е мојот живот. Ако се бавиш со било која работа, колку помалку се знае за тебе, толку посреќен и поисполнет живот ќе имаш. Ја одбрав одвратно. Добро. Ајде, 3 работи што не треба да ги комбинираме. Естетски? Естетски, ти си естета. Не знам за 3, ама знам за една. Ајде. Дека таа комбинација стално е катастрофална. Фризура, под фризура не подразбирам фенирана коса, него зборам за пунџи, за уметоци, за локни, за тостер, за шишка, вештачка, за цвету коса, за бисери у коса. Јака шминка у комбинација со таква фризура, јака шминка со 7 пара трепки, со 7 пара бои со црвен кармин. Уште повеќе на сето тоа додадено накид, што е тенеке, па мирисаш на клучеви, на паричка малку, како на кусур, како на ситно. Сето тоа кога е надополнето со едно пластично ташниче, со лоши чевли, а од фустан или имаш нешто што треба да е спектакуларно, изгледа катастрофално, заради тоа што има премногу од све, или имаш нешто што е налик на костим за капење, целиот тој изглед е осуден на пропаст. Заради тоа што тука само треба да се вадат, да се тргаат елементи. Смирија косата, вади трепките, одлепи ноктите, извади прстените, извади цирконите, значи тргни го тенекето од себе, промени ги кондурите, значи кога ставиш се на едно место, тоа е апсолутно многу малку луѓе во светот знаат тоа да го изведат маестрално, а да изгледа тоа добро и мора да си онака и лик кој знае да го износи се тоа. Обичен човек да се поигра со сите овие работи што ги кажав, 90% се осудени на модна катастрофа. Ама кога ставаш поише на себе, богато тоа да делува. Значи скокни у базен па облечи се. И уште ако има лого, па тука на едната рака ако ти пише Фенди, на другата Баленсиага, на едната нога Гучи, на другата Диор и на папучите ако ти пише Гучи папучи. Тука си Гучи, не, Nike да ти пише и со Adidas капчето. Па мислам нема боле. Мене не ме попрска, заслужувам ли да ме попрскаш денеска со светата водичка или не заслужувам? Па знаеш како, он е неуспокоен. Добро. Да. Пак јас. Дајте ме, Снеже, нели веќе ја завршуваш емисија? Не бе, ја за мене си прашав, не знам што. Неќе да ме, јас сум... Не, јас ние кога се видовме пред 2 години. Да. Така 2 години се проведени, да. многу убава енергија ми даваш, многу си некако од внатре бликаш, некако поразлично од претходниот пат. Дали е во моментов така или така се чувствуваш, не знам, заради тоа што ти си го живееш твојот приватен живот кој дефинитивно те прави да си се посрекна и пореализирана и си задоволна само од себе. Така да мислам дека од мене не ти треба света вода, кој имаш убава мисла и благослов. Ја да благослов! За успех. Ако е за прскање и за кашкавали, ќе се продолжи таа насока и тоа е. Ќе си одам. Фала ви, дечки. Фала ви, дечки. Ја оживав и мислам дека разбивме предрасуди за тоа што е срамно и што не е срамно и како треба да се однесува. Само чаша не разбивме. Да скршиме на крај чаша и да си идеме. Јас си убаво, искрено фала ти што не викна, многу Фала ме ви. кеф што е ваква комбинација. Мислам дека одама не сум присуствувал на емисија каде што можевме и озбилни да бидеме, меѓутоа да се нашалиме и јас се надам нека гледачите се забавуваа. И на крајот што кажуваме? Subscribe. Лајк и subscribe. Лајк и subscribe. Стварно ти се заблагодарувам повторно Фала на ви. поканата што не склопи во еве. Со се кека. И кека се заблагодарува исто така што беше онака испочитувана и има луѓето прилика да ја кажат нежината животна приказка. Кога ќе се гледаме на емисија како седи кека од страната кукла со нас, ама со Господ на Не ја вреѓај. Не ја Не вреѓај. мрдна Има чувства, кутрата. ќе ја викаш у подкаст, ќе видиш. Осеќам дека ќе ти биде готово. гостинка, ти ја раскаже животната приказка неизина. Како така? Осеќам, онака. Ќе ја разголи вистината како деколтето. Стигам до таму, касете ме. Тек тогаш да те прскам со што? Со црево, со вода. Пред мене подкаст право. Фала ви, дечки, Фала, уживав, Снежа. се гледаме Фала. пак. И кека сега која носиме со нас. Опа, Каде и да фала биде. ти. Фала. Поздрав, се гледаме следната Поздрав. недела.